Засадување млади дрвја во чест на работниците кои минатата година ги загубиле животите при несреќи на работното место. Ова е само една од активностите со кои во Скопје се одбележа 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Организатор на настанот беше Македонското здружение за заштита при работа, од каде порача дека жртвите не се само бројка. 2024 година во Македонија се имаат случајни 17 несреќи со фатален исход, што е во пораст од 2023 година кога имавме 15 несреќи. Според извештајот на здружението, се случиле повеќе од 116 повреди на работното место. Не завршиле со смртен исход, но укажуваат дека мора да се работи на превенција, вели Славица Јанкова од здружението. Не само да креираме систем за евиденција на бројки, да правиме статистика. Потребно е дополнително со користење на додатни информации, потребно е да се направи анализа на настанатите повреди. Дали се проценети ризиците, дали се преземени мерки, дали работникот е од внимание на работникот, дали работникот бил обучен, дали работникот ги знаел своите работни задачи и така натаму. Значи потребна е целосна анализа на настанатата несреќа и повреда при работа, за да може и тоа одделно по сектори, по дејности, за да може тие понатаму да ги користиме да не се повторуваат грешките. На одбележувањето беше и градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митески. Па го прашавме колку несреќи при работа се случиле на територија на општината и какво е нивното искуство. Поединечно на територија не водиме, од причина што немаме таква надлежност, водиме евиденција за нашите вработени. Се случувало во текот на годините да имаме по неколку повредени работници кои што ги обавуваат своите работни задачи на терен, кои што се однесуваат во однос на одржување на зеленилото, одржување на хигиената, кастрење на дрвја и така натаму. За какви повреди станува збор? Најчесто полесни повреди случајни при несреќни случаеви без фатални последици. Некои од нив водат постапка во пред суд, мислам дали не, за среќа немаме такви постапки, сите случаеви на повреди се решаваат спогодбено. Иако законот предвидува несреќата при работа да се пријави во рок од 48 часа од страна на работодавецот, тоа често не е случај, вели адвокатката Наташа Стаменова. Според неа, работниците мора да се охрабрат ако сакаат да ги остварат своите права. Таквиот пристап довел до поволен исход за нејзин клиент кој се здобил со тешка повреда на работното место. Тој случај заврши поволно, да речем, за работникот, бидејќи работодавецот, односно фирмата, се согласи спогодбено да му исплати надомесна штета на работникот и таа надомесна штета се утврдува согласно вешт наоти мислење, односно каков вид на повреди, каков тип на повреди има работникот, па согласно вешт наоти мислење, ние пуштивме тужба, меѓутоа постапката се скрати со тоа што тужениот, односно фирмата, беше согласна спогодбено да му исплати на работникот. Работникот беше задоволен со постигнатата сума и продолжи да работи кај тој работодавач. Но додава Стаменова, не треба да се пријавува само откако ќе се случи несреќа. Дури пред да се случи некоја ваква повреда, работниците треба да се охрабруваат, да пријавуваат доколку имаат недостиг на опрема, односно работодавачот не им ја овозможува потребната опрема за работа, бидејќи тоа е основата за безбедност и здравје при работа, кое што се утврдени, во Законот за безбедност и здравје при работа. Кога се во прашање несреќите на работно место со смртен исход, според статистиката на Здружението за заштита при работа, најпогодени сектори се јавната управа и одбраната, градежништвото, земјоделството и преработувачката индустрија. Но проблем е што нема официјални заеднички податоци. Здружението ги собира податоците од медиумите и други извори, а посебни статистики водат Државниот инспекторат за труд и Институтот за јавно здравје, но ниту едни не се совпаѓаат со другите. Според податоците од Здружението, во 2024 година се случиле 116 повреди на работа. Според евиденцијата на Институтот за јавно здравје имало 728, а во извештајот на Трудовиот инспекторат се регистрирани 2499 повреди на работа.
Бројките се разликуваат и во податоците за несреќи кои завршиле со смртен исход. Сдруженијето пресметало 17 случаи, додека официјалните податоци на инспекторатот покажуваат 13 жртви. Институтот за јавно здравје нема податок за несреќи со фатални последици. Од Државниот инспекторат за труд сепак остануваат на своите бројки, дека лани имало помалку починати работници на работно место. Но потврдуваат дека има зголемување на бројот на несреќи. Во 2020-та имало 1500 повреди, за лани да стигнат до 2463 случаи, што е зголемување за околу 64% за само 5 години. Инспекторот Горан Поповски од Трудовиот инспекторат вели дека тие не водат само статистика, туку и анализираат како настанала несреќата при работа. Повеќето, како што вели, не се случиле по вина на работниците. Најголем дел е неприменети мерки од безбедност и здравје пред од страна на работодавачите. Значи, секторот за инспекцијски надзор прави соодветни анализи и за жал причините се во неимплементираните мерки што се предвидени согласно закон и подзаконските акти. Кога веќе ќе се случи потешка несреќа, инспекторатот има два главни механизми за санкција. Во ситуација кога имаме вакви повреди при работа со фатален исход, се оди со кривични пријави. Кога имаме повреди при работа со посериозни повреди, значи можеме и прекршечно да ги гониме. Согласно закон за безбедност и здравје, прекршоците, зависно од големината на работодавачот, се движат од 1000 до 4000 евра. Со години наназад, најпогодени се градежните работници. Од оваа бројка од 13 смртни повреди, најризична дејност е градежништвото. Случени се 9 повреди со смртен исход. Но ако компарираме со 23 година, тога имавме 17 повреди со смртен исход, меѓутоа имавме 10 повреди во градежништвото. А за да се спречат повредите на работното место, односно да се осигура почитување на прописите, на терен постапуваат 126 инспектори, од кои 46 се само во делот за безбедност и здравје при работа. Според достапните податоци на интернет страницата на инспекторатот, неминовен е заклучокот дека додека расте бројот на несреќи на работно место, се намалува бројот на надзори. Во 2020 година Трудовиот инспекторат успеал да изврши 33.784 надзори. Во 2023 таа бројка паднала за речиси 1/3 на 23.550. Во одговорот на прашањето зошто, Поповски се фокусираше само на последната година, за која се уште не се објавени целосни податоци. Конкретно за 24 година, планираните надзори беа негде околу 21.000, а спроведени се 25.000 надзори. Зборам од двете области, работност и безбедност и здравје, при што ние констатираме зголемување на надзорите од 16%. Тоа е факт кој што ние го презентираме во сите средби. Иако Поповски се брани дека има раст на надзорите во 2024 во однос на 2023, тој сепак признава дека инспекторатот има проблем со кадар. Во Скопје имаме најголема активност во сите дејности. Застапени се, го покриваме со 7 инспектори и релативно тоа е проблем. Во смисла на планирање на идни вработувања за оваа година, за 25-та година одобрен ни е годишниот план за вработување, предвидени се 3 вработувања, 3 пензионирања и негде 22 унапредувања. Во план се и други работи. Со помош на Европската Унија ќе се зголемува капацитетот на инспекторатот. Се прави и тренинг центар за унапредување на вештините на инспекторите. Се планира и единствена база на податоци за несреќи на работното место. Резултатите ќе се видат веќе следната година. Дали и колку садници ќе се засадат за загинати работници.